На граничниот премен Богородица колоната возила зад мене долга повеќе од 3 километри. Илјадици возила се распоредени во 6 колонии и чекаат и до 2 часа за да ја поминат македонско-грчката граница. А тоа создава многу нервоза, гужви и нетрпение кај патниците. Според регистарските таблички, во овој сообраќаен хаос пред границата. Најголемиот број автомобили се на туристи од Србија, но има и домашни и од други земји. Некои од нив бараат македонските гранични служби поинаку да се организираат и да се скрати времето за чекање. Да, 2 сата. Напорно со мало дете? Jeste. Ja mislim da treba za decu da ima, za ljude sa decom jedna traka, jer stvarno je teško da se s decom čeka ovoliko. I vruće je, ne može ni klima da radi, baš je nezgodno. Pa ne znam, poprilično. 40 minuta, ali mi smo bili u hotelu pa smo skratili put malo. Ima bezobraznih pa se ubacuju, nije organizovano. Пречи нормално, ние сме тука како слепо црево, секаде е отворено, само тука е катастрофа. Во обид да се направи побрз проток, од граничната полиција велат дека вклучиле 2 ленти и од оние за влез во државата, со цел патничките возила побрзо да ја минат границата. Гужви има и на преминот Табановце, но помали во однос на оние на граничниот премин Богородица. Таму патниците велат дека српската граница ја минуваат многу побрзо од македонската. Half an hour. Yeah. Is it the same situation on Serbia border? No, much faster, like 5 minutes. Pola sata možda. Nije toliko puno gužva. Isto i na srpskata granica? Možda 15 minuta. Is it the same situation on the Serbian border or not? In Serbian border, we go to Romania, to Serbia. No, there is very easy to go. 5 minutes, 10 minutes. Голем број патници се жалат и во групите на социјалните мрежи дека предолгото чекање на македонските граници создава метеж, но и ги одвраќа да ја користат земјава за транзит до Грција. Во препораките што туристите си ги оставаат, се почесто се спомнува Бугарија како подобар избор. Доколку продолжи ваквиот тренд, тоа би било на штета и на пограничните места како Дојрен и Гевгелија, кои развиваат локален туризам што главно се потпира на ноќевањата и услугите што ги користат транзитните гости.